крене со трупањето на материјал над водата, која што треба да се сврти во подготвениот оптечен тунел. Напредувањето на камењата од лево и од десно го смалуваше пропустот среде коритото на реката, а се повеќе вода навлегуваше се додека не се прегради реката и не се сврте целата вода во оптечниот тунел. Насипувањето на браната траеше неполни 3 години. Врз широка основа растеше телото на браната, се извишуваше и стеснуваше се додека не се крена таа достоинствена градба, кадарна да издржува тежината и притисоците на водата. Изградбата на браната бараше голема грижа и одговорност. Таа треба да биде изведена квалитетно во целина, а одделно глиненото јадро, кое представува водозаптивно тело во конструкцијата на браната. Истото треба да биде изградено од квалитетна пластична водонепропуштива глина. Целиот тек на изградбата на браната вршени се прецизни геодетски мерења за да се одреди точната положба на поотделните објекти. Освен тоа се вградувани инструменти кои треба да обезбедат контрола над насипувањето на браната, однесувањето на браната за време на изградбата.
извршувањето на градежните работи на оваа постројка му беше доверено на градежното предпријатие Маврово од Скопје, кое учествуваше со голем обем на градежна механизација. Брана се креваше водата и плавеше дел од наоѓалиштето на Чакал, што им создаваше потешкоти на градителите. На крајот од одводниот тунел е слапиштето, кое има за задача да ја убие целокупната енергија на водата, што овде се јавува со брзина од 30 метри во секунда. Бидејќи тука се јавуваат големи хидродинамични сили, особено кога се тоа максимални количества на вода, проектирано е слапиште со одскок, кој овозможува отфрлање на водниот млаз далеко низводно во коритото на реката, од крајот на тунелот, каде што доаѓа до уништување на енергијата на водата. Каде што некогаш царуваше спокојството на тамнешните устоени паметења, почна да никнува ново езеро. По затворањето на оттечниот тунел, дури траеше полнењето на акумулацијата, продолжи работите на довршувањето на цел. Сончан 9 јули 1969 година, за секогаш се спушти тешкиот челичен затворач на оттечниот тунел и започна да се раѓа езерото во близината на градот Дебар. Реките Црн Дрим и Радика сега го завршуваат својот пат во огромниот базен, со чии води почна да се издига езерото и во 1969 доста се врвна работна височина. Езерото се простре на 12,5 квадратни километри и во должина од 30 километри. Живописниот Горенечки мост, со паметењата за човеково обстојување, е пренесен одовде со вложувања на инвеститорот и со можности да се постави на друга погодна локација. Пасторалата се напушти во името на нови вредности. Нова убавина и функција се роди и со Мелничкиот мост, прв од ваков вид во Социјалистичка република Македонија. Допирот на добрите асфалтни патишта го презеде овој голем и издолжен мост. Врз исчезнатите траги на старите прашливи и неудобни патишта се јави нова, побогата слика. Sirotani, tužni mali, najmilijeg u životu, kog su svojim Bogom zvali. Nikad više pomer neće
Širociната на коловозот на мостот изнесува 6 метри, а пешачките патеки од двете страни се со широчина од 1 метар. Со овие вредности, Мелничкиот мост ќе доближува и пренесува нови плодни видувања за човека.